Бујар Османи имал план Б ако не успеат да ги убедат пратениците од опозицијата да гласаат за уставните измени. Со Мицковски или без, првиот дипломат е дециден дека целта бугарите во уставот ќе биде постигната. Кој е алтернативниот план за сега не открива. Уште еднаш ја повтори понудата до председателот на ВМРО ДПМН да гласаат за уставните измени и дуи веднаш штом стапат на сила ќе ја напушти владата. Све прифаќаме до избори, вклучувајќи и позициите од техничката влада. Значи, одиме уште еден чекор повеќе. Заради его трипови, заради, не знам, партиски калкулации, треба да ги држиме во заложништво 2 милиони народ. Па не може. Освен стапувањето на сила на уставните измени пред втората меѓувладина конференција, дуи бара истрага на сите политички партии, без исклучок, почнувајќи од лидерите па се до сите партиски и државни функционери. На помош ке дојде и меѓународната заедница. Стана претерано злоупотреба на темата корупција, криминал на политичките партии со цел добивање ситни политички поени. Мора да ставиме крај на ова. Нема да дозволиме било кој да не етикетира по однос на било кој прашање. Ајде, бидете мажи, утре да викнеме меѓународна истрага, наша домашна истрага и да ве ставиме на листа. И Мицковски, и Ахмети, и Ковачевски, и останатите, и јас, и другите. Опозицијската ВМРО ДПМН уверува дека кој било од двата нивни предлози водат до брза интеграција на земјава во Европската Унија, брзи предвремени избори на есен или уставни измени со одложена примена кога ќе влеземе во Европската Унија. СДСМ и Ковачевски молчат во однос на предлозите. Нејасно е зошто СДСМ не прифаќа предлози кои значат брза интеграција на Македонија во Унијата и заштита на идентитетот. Дали проблемот е тоа што ДУИ треба да оди во опозиција или проблем се нови отстапки кои имаат во план да ги прават? За понудата на Османи да го отстапи местото албанец премиер на ВМРО ДПМН, велат дека тоа е најјасен доказ дека вистинскиот газда во владата е Демократската унија за интеграција.